Почитувани, во 80 дена од владењето на СДС не видовме ништо од нивните фамозни ветувања за подобар живот. Ниту една мерка, закон и реформа која е во интерес на граѓаните на Република Македонија. Напротив, само политика на уништување на државните, националните интереси и политика во насока на уништување на животниот стандард на граѓаните. За повеќе од 300.000 пензионери во државата, оваа есен нема да има вистинско покачување на нивните месечни примања. Наместо зголемување од 5%, кое пензионерите го добиваа во изминатите години за време на владењето на ВМРО-ДПМН или по 600 денари месечно, со владата на СДСМ пензионерите ќе добијат зголемување од 1% или 180 денари месечно. Тоа значи дека СДСМ ќе ги казни граѓаните кои целиот свој живот плаќале данок на државата, одделувале од своите приходи за пензиско, социјално и здравствено осигурување и ќе им одземе 5.000 денари на годишно ниво од нивните пензии. Страмно и безчувствително е лажењето на министерката Царовска, која деновиве се обиде да манипулира со пензионерите, обидувајќи се да им објасни дека 7.200 денари, кои тие ги добиваа годишно како покачување во времето на ВМРО-ДПМН, се помалку од 2.160 денари кои ги ветува СДС. За жал, историјата се повторува, кога СДС е во прашање. И во минатото и денес тие посегнаа по джебот на пензионерите. Сите се сеќаваме дека кога СДС беше на власт, пензиите беа нередовни, а пензионерите врзуваа крај со крај. Се сеќаваме и дека високата пензија важеше само за високите функционери од редовите на СДС, како и за укинувањето на 8% од месечните примања на пензионерите, кое тие го направија пред 2006 година. За разлика од тоа, просечната пензија, кога ВМРО-ДПМН беше на власт, се покачи од 7.684 денари на 13.755 денари, пензионерите добија климатско-банска рекреација, бесплатен викенд, бесплатен автобуски превоз, бесплатен воз 2 пати во месецот и слично. Оваа весела математика и обид за ефтина пропаганда врз грбот на пензионерите ќе биде казнета на 15 октомври, кога граѓаните ќе го кажат своето мислење на гласачките места и ќе се спротистават на ваквото понижување на СДС. Ви благодарам.